Добредојдовте на Слободен печат. Моето име е Александра Вуксановиќ, ги издвојуваме најважните информации. Останете со нас. МПЦ-ОА се оградува од христијанско братство. Убиството е грев и секој што убива има одговорност пред граѓанскиот и Божиот суд. Христијанско братство е хуманитарно, аполитичко и патриотско здружение. Вратата на братството е отворена за сите кои веруваат во еден Господ и неговиот син Исус Христос. Секој кој верува во Светото писмо, Библија, секој кој се крсти и кој го слави Божик, Великден и сите христијански празници, може да стане брат по вера и да биде дел од христијанското братство. Ова го пишува на Facebook профилот на ова христијанско братство, чиј претседател Жарко Гроздановски е осомничен за убиството на охриѓанецот Климе Митрески. Македонската православна црква, Охридска архиепископија, тврди дека ова братство не е организирано од институциите на МПЦ-ОА. Темата ја следи Фросина Факова Серафиновиќ. Во земјава денеска се одбележува Денот на правосудството, датум кој ја носи символиката на институционалната независност и првите темели на судскиот систем во земјата. На овој ден, во 1945 година, Асном ја донел повелбата за устројство на редовните народни судови, со што биле основани 25 околиски судови, 3 обласни судови, Скопје, Штип и Битола, и Врховниот суд, првиот централен столб на правосудниот систем во тогашна Федерална Македонија. Денот на правосудството е потсетник дека владењето на правото започнува токму во судниците. Правосудството го одбележува овој ден со очекување дека 2026 година ќе биде една од најдинамичните во последната деценија во однос на реформските процеси. Иако собранието во текот на 2025 година усвои околу 220 закони, јавноста и професионалниот сектор сметаат дека најважните системски закони во правосудната област доправа следуваат. Во последниот извештај на Европската комисија за 2025 година, правосудството повторно е во фокусот. Оценката е дека државата се наоѓа меѓу одредено и умерено ниво на подготвеност, но не е постигнат напредок. Председателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, денеска ќе престојува во официјална посета на Македонија. Како што информираат од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, таа ќе го пречека со невисоки државни и војни почести на церемонија во Вила Водно. Потоа се предвидени тет-а-тет средба меѓу двајцата председатели, како и пленарен состанок на македонската и црногорската делегација. Со транспарент фали терапија. Весна Алексовска, председателка на Сдруженијето Живот со предизвици, застана пред Министерството за здравство, испраќајќи порака дека пациентите со ретки болести се соочуваат со сериозни проблеми во обезбедувањето на неопходната терапија. Како што видивме, за секој пациент кој ќе остане без терапија, ќе сме тука. Континуитетот на терапијата значи живот. Дајте ни достоинствен живот, не советувања, туку со системски решенија, порача Алексовска. Таа нагласи дека институциите често се повикуваат на тоа дека терапијата е нарачана, но според неа тоа не значи дека лековите навистина се достапни за пациентите. Да се разбереме, нарачано и стигнато не е исто. Секогаш се доцни и тоа мора да престане. Посочи таа, додавајќи дека проблемот не е нов и дека се повторува со години. Град Скопје ја разрешил директорката на јавното предпријатие Лајка и активистка на Сдруженијето Радмила Пешева. Сдруженијето Анима Мунди оценува дека начинот на кој е спроведена постапката е несоодветен и без институционална транспарентност, тврдејќи дека начинот на кој е спроведена постапката е несоодветен. Од Сдруженијето наведуваат дека одлуката била соопштена неформално, преку телефонски повик, без официјален состанок или писмено образложение, што според Анима Мунди отвора прашања за процедурите во јавните предпријатија.
А еве ги и вестите од светот. Експлозии и пожари во Исфахан по масовен напад на САД и Израел. Интензивни американско-израелски воздушни напади го погодија еден од најголемите градови во земјата со околу 2,3 милиони жители. Густи облаци чад се издигнувале од повеќе локации, што укажува на сериозни оштетувања на инфраструктурата. Меѓу погодените цели се споменува и војната воздухопловна база Бадр, која се наоѓа во близина на градот и има стратешко значење за иранските вооружени сили. Иранските сили директно нападнаа кувајтски танкер за нафта додека бил закотвен во пристаништето Дубај во Обединетите Арапски Емирати, објави Нью Йорк Таймс. Властите во Дубај реагираа на инцидентот во кој дрон го погоди танкерот, предизвикувајќи пожар во емиратските води. Ниту еден од 24 членови на екипажот не е повреден и се безбедно. Борските противпожарни екипи го изгаснаа пожарот кој подоцна беше ставен под контрола. Иран ги менува правилата. Дали ќе наплаќа во теснецот? Нацрт законот со кој се предвидува патарина за сите бродови во Ормускиот теснец помина во парламентот на Иран и бродови од Европската унија ќе бидат опфатени. Ова ја проширува мерката надвор од билатерален судир и ја претвора во поширок економски сигнал кон Западот. Таксите ќе се наплаќаат во ирански риал. Со тоа Техеран се обидува да ја зајакне домашната валута и истовремено да го намали влијанието на американските санкции врз финансиските текови. Воедно, законот отвара можност за забрана на транзит за САД, Израел и земјите што воведоа санкции кон Иран, што представува директен одговор на долгорочниот притисок врз Техеран. Иран негира дека води разговори со Америка. Иранските представници изјавија дека барањата на САД во тековните преговори се неприфатливи, со пораки дека директните разговори со Вашингтон во моментов не се опција. Изјавите со иранската престолнина значително се разликуваат од оние што доаѓаат од американски извори. Дипломатски извори тврдат дека директните преговори со САД не се на дневен ред. Иранската страна не го прифатила американскиот предлог од 15 точки кој му бил доставен на Техеран преку Пакистан. А Трамп практично му се закани на Иран со воено злосторство. Белата куќа застана во одбрана на заканата на претседателот Доналд Трамп за напад на инфраструктурата за десалинизација, клучна за обезбедување вода за пиење на Иран, додека ја минимизираше можноста бомбардирањето на таквите цивилни цели да представува воено злосторство според американскиот закон и меѓународните договори во кои САД се дел. На прашањето за предупредувањето на Трамп дека ќе им нареди на американските сили да ја нападнат иранската цивилна структура доколку Техеран не се согласи со условите за прекин на огнот, портпаролката Каролин Ливит синоќа изјави дека најдобрата опција на иранскиот режим е да се склучи договор, во спротивно ќе има последици. Стотици припадници на специјалните сили на американската армија пристигнале на Блискиот Исток, јавуваат американските медиуми. Распоредувањето вклучува припадници на ренџерите, елитни единици на копнените сили на САД, како и единици на морнаричките фоки. Новопристигнатите сили им се придружуваат на илјадниците маринци и падобранци веќе распоредени во регионот. Според истите извори, американските сили би можеле да бидат ангажирани во мисии за повторно отворање на Ормускиот теснец. Последните денови растат шпекулациите за можен копнен напад на САД врз Иран. Володомир Зеленски објави дека Украина и Бугарија подпишале 10-годишен одбранбен договор со кој ќе започне заедничкото производство на дронови и друго оружје. Договорот беше постигнат за време на посетата на привремениот бугарски премиер Андреј Ѓуров на Киев, при што двете земји се договориле да ја продлабочат соработката во војната индустрија. Според Зеленски, станува збор за системско партнерство, кое ќе овозможи производство на различни видови оружје, вклучително и беспилотни летала, на територијата на двете држави. Тој нагласи дека долгорочниот карактер на договорот ќе овозможи стабилна и технолошки напредна соработка во време кога дроновите стануваат клучен елемент во современото војување.
НАСА го започна одбројувањето за првото лансирање на човештвото на месечината по 53 години. Ракетата Систем за вселенско лансирање, висока 32 ката, е подготвена да полета рано во четврток наутро со 4 астронаути. По еден ден во орбитата околу Земјата, нивната капсула Орион ќе ги однесе до месечината и назад. Тие нема да запираат, само ќе направат брзо полукружно свртување околу месечината. Речиси, 10-дневниот лет ќе заврши со спуштање во Пацификот. А еве и една интересна информација од кај нас. Мечка синоќа била забележана на паркингот во селото Ростуше како се шета помеѓу возилата. Кучињата се вознемириле и почнале да лаат, пошто таа се повлекла. Од видеото на социјалните мрежи кое го снимиле мештаните, може да се види дека се работи за голема мечка. За сега нема информации дали некој е повреден. Најверојатно мечката се вратила во шумата. И за крај метео. Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од североисточен правец. Максималната температура ќе достигне од 10 до 15 степени. Погледнавте вести, ви благодарам на довербата. Повеќе содржини информирајте се преку нашите социјални мрежи, нашите профили и секако нашиот сајт. Благодарам на вниманието.